Вечерва, само иницијативно, како членови на ВМРО ДПМН, поддржувачи и почитувачи на ликот на поранешниот председател на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски, се организиравме преку иницијативата Правда за Никола Груевски и се собравме тука пред зградата на Основниот суд Скопје 1 да упатиме неколку пораки. Прво, јасно е на целокупната јавност во Република Македонија, а и пошироко, дека ова што се случува на господинот Никола Груевски е политички прогон. Она што е смешно во целата ситуација која се води во случајот Тенк е тоа што главниот доказ за така нареченото дело, Мерцедесот, е се уште во владата на Република Македонија и секојдневно се користи за секакви потреби какви што се потребни на државата. Второ, специјалното јавно обвинителство има една цел, таа цел е да работи на уништување на политичката елита на ВМРО ДПМН. До таа елита спаѓаат луѓето кои се од поранешната власт, која владееше повеќе од 10 години. Специјалното јавно обвинителство е неуставна створевина создадена во Република Македонија. Сите обвиненија на специјалното јавно обвинителство се базирани на незаконски начин, како што е тоа во Законот за кривична постапка пропишано, дека незаконски стекнати материјали не може да представуваат доказ во судска постапка. Трето, како граѓани на Република Македонија, денес ги охрабруваме судиите во овој суд да превземат чекори и да работат во согласност со законот во Република Македонија. Како народ, како граѓани собрани вечерва овде, упатуваме барање до Кривичниот совет кој ќе расправа по жалбата дадена од господинот Никола Груевски за одложувањето на казната, добро да ги разгледа причините наведени во барањето за одложување и истото очекуваме да го прифати. Четврто, го повикуваме председателот на Република Македонија, професор доктор Ѓорѓе Иванов, кој е единствениот политичар во Република Македонија кој има кредибилитет од граѓаните даден на непосредни избори, да донесе одлука со која ќе го прекине овој политички прогон што се спроведува во Република Македонија. Ние како граѓани, а и многу повеќе луѓе размислуваат со нас, но се исплашени и не доаѓаат, упатуваме јасна и недвосмислена поддршка за председателот на Република Македонија доктор Ѓорѓе Иванов да продолжи да ги застапува македонските национални интереси. На крај упатувам јавна поддршка до господинот Никола Груевски, поранешен председател на владата на Република Македонија. Ние како граѓани сме благодарни за сето она што тој го направи во изминатиот период кога беше председател на владата. Неговата борба за правда станува и наша борба за правда. Она што му се случува на него денес, утре може да се случи на секој од нас. Тој ја има нашата поддршка и да знае дека македонскиот народ нема да го остави и македонскиот народ нема да го заборави она што тој го направи за Република Македонија изминатите 10 години.